побараното во однос на побараните проценти за зголемување донесените одлуки ќе реферира детално председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Мислимовски, поведете председател. Почитувани представници на медиумите, оваа пресконференција ја свикавме со цел да информираме јавноста за одлуките за цената на парното во градот Скопје. Најголемата компанија која што снабдува 56.000 потрошувачи, БЕК, ќе има намалување на цената за парното за 4,35%. Фиксниот надоместок останува ист, а цената за испорачана топлинска енергија ќе се намали за 6,39%. Со ова испраќаме сигнал дека оние потрошувачи кои што се приклучени на системот за топлинска енергија во сопственост на БЕК, ќе им се намали сметката за енергија која што ја плаќаат за 6,39%. Со тоа испраќам уште еден сигнал и потрошувачите кои што не се приклучени, кои што се исклучиле, да се приклучат на овој организиран систем за грејење, кој што сигурно е најевтин. Инаку со оваа одлука имаме историски најниска цена за испорачана топлинска енергија. И некаде на еден просечен стан од 55 до 60 квадрати, вкупниот трошок за грејење за една грејна сезона изнесува 19.900 денара на ниво на цела година, со тоа што потенцирам уште еднаш дека овој начин на грејење е најевтин и е најефикасен и граѓаните добиваат најголема комоција. Причина за ова намалување на цената на топлинската енергија е пред се поради тоа што ТЕТО, когенеративната постројка во Скопје, значително го зголеми своето производство од една страна, а од друга страна ние од 2018 година цената на ТЕТО му ја намаливме за 15% во однос на цената на топланите и за тоа се водеше пред една-две години судска постапка која што беше обжалена од страна на компанијата и Регулаторната комисија за енергетика ги доби сите во своја полза сите пресуди кои што се однесуваат на овој пристап на Регулаторната комисија за енергетика, кој што уште еднаш се покажа како правилен и е во интерес на граѓаните на градот Скопје. Трошокот за природен газ во вториот дел од грејната сезона, од октомври до декември, како цена, изнесува 22,23 денари, но во периодот од јануари до април 2021, пред се заради влијанието на COVID пандемијата, изнесуваше 12 денари за нормален метар кубен, што ни овозможи сега како просечна цена да имаме нешто пониско односно во однос на претходните години. Во натамошниот период се очекува дека цената за природен газ ќе расте, но со овој концепт за намалување на цената на ТЕТО за 15%, веруваме дека нема да дозволуваме ценовни шокови. Исто така радува фактот дека загубите во мрежата за во дистрибутивната мрежа за топлинска енергија секоја година се намалуваат за приближно 0,5-0,6%, така да во 2016 ако изнесувале 13,81%, во 2020 изнесуваат 11,18% и тоа е најниско ниво на загуби на топлинска енергија во дистрибутивната мрежа од кога функционира оваа дистрибутивна мрежа во градот Скопје. Кај останатите компании кои што ги снабдуваат скопјани, тоа е СМ енергетика, кои што снабдуваат 3800 потрошувачи, цената за топлинска енергија ја намаливме за 0,57%.
Значи во самото барање на оваа компанија очигледно е дека имаше ненамерни технички пропусти и нивната цена за набавка на природен газ беше изразена со ДДВ и поради тоа и нивното барање изгледаше дека е од 65%. Во наредниот период оваа компанија треба да постави пред се соодветни мерачи на своите производни капацитети, кои што сега постојат, но се уште не се верифицирани. А исто така, кај сите овие потрошувачи не се наплаќа топлинска енергија врз основа на мерачи, туку се наплаќа врз основа на квадрат. Така да, уште еднаш потенцирам, и во оваа мрежа, која што снабдува 3800 потрошувачи, цената за топлинска енергија се намалува за 0,57%. И во најмалата мрежа, во Скопје Север, која што снабдува, за жал, само 501 потрошувач, и тука имаме сериозен тренд на намалување на бројот на потрошувачи, бидејќи се исклучуваат се повеќе и повеќе домаќинства, цената за топлинска енергија се намалува за 1,25%. Ја верувам дека во наредниот период проблемот со Скопје Север има само единствен начин да се реши, а тоа е системско решение, за да имаме потенцијал има голем, бидејќи во голем број на згради и во Скопје Север и во Топанско поле веќе си постои инфраструктура, поставени се и радиатори во самите згради и многу лесно може да дојде оваа мрежа до самите згради. И уште еднаш потенцирам дека колку имаме поголем број на потрошувачи, толку тоа е во заеднички интерес на сите потрошувачи, особено на домаќинствата, бидејќи на тој начин цената се намалува. Во однос на мрежата на БЕК, она што е добар податок, со сите сигнали кои што ги испрати Регулаторната комисија за енергетика, еден од тие беше и намалувањето на трошокот за приклучување од 3200 денара на 2000 денари. Во изминатата грејна сезона имаме нови 2000 потрошувачи приклучени, што и тоа е една од причините за намалување на цената. Значи, јас имам тоа да го соопштам. Уште еднаш само да ги сумираме процентите на почетокот. Процентот на БЕК, просечната цена се намалува за 4,35%, со тоа што во придобивањето на сметките граѓаните плаќаат за фиксен надоместок, кој што останува минорно се намалува, но делот на топлинската енергија што се мери во секоја зграда, како испорачана топлинска енергија, се намалува за 6,39%. Значи, во просек, кога ќе се собере и фиксниот надоместок и испорачаната топлинска енергија, цената на БЕК се намалува за 4,35%. Бидејќи највише потрошувачи има, фактички цената на парното денес се намалува за 4%. Во просек. Значи, бидејќи 93% од конзумот е во БЕК, цената на парното се намалува. Најдобро е да се комуницира за во просек е за 4%, но и ви ги кажавме детално за секоја компанија каква. А која е причината за ова што се исклучуваат се повеќе и повеќе во Скопје Север и Топана? Па во Скопје Север и во Топана, значи сметките се горе-доле тука негде, како нешто се малце повисоки, но проблемот е што во една зграда има по 2-3 потрошувачи и фиксниот надоместок во тој случај паѓа на овие 2-3 потрошувачи. Колку повеќе потрошувачи ќе се приклучуваат, фиксниот надоместок ќе се распределува на повеќе потрошувачи и на тој начин и трошоците за топлинска енергија и во оваа мрежа ќе се намалуваат. Инаку капацитетот е на топланата во Скопје Север 46 мегавати, а се користат само 17% од овие 46 мегавати. Значи и режимите на работа на самата топлана се лоши, бидејќи работи со капацитет од 17%. А да железара несоодветни бројила. Тоа е проблемот за... Не е тоа проблемот, само кажуваме дека треба да ги
верифицираат соодветните институции броилата на излез. Инаку, ние пресметката ја правиме врз основа на анализи по инсталирана снага во секој стан што се има, бидејќи во железара не плаќаат по мерачи, туку се плаќа по квадрат. И врз основа на квадратот, затоа што кога ги доставиле податоците, трошокот за природен газ нешто им бил повисок од тоа што е реалното, но ни го доставили дополнително со вкалкулиран ДДВ, а ние во нашите одлуки никогаш не земаме во предвид и ДДВ. Тоа е што ненамерна техничка грешка? Да. Бидејќи сите три компании го бараат зголемување, тука сите три компании добија намалување. Какви беа нивните реакции? Значи, компаниите со намалувањето не се задоволни, но пресметката е направена во согласно со нашата методологија и ги исполнува сите стандарди, така да нема простор за жалба од компаниите, поради тоа што нивните трошоци не можеме да ги признаваме како што сакаат тие. Во тој случај нема потреба од регулаторна комисија за енергетика, како што правевме и за струјата, и сега правиме врз основа на историски податоци, ги пресметуваме нивните трошоци и секое нагло зголемување на одреден трошок не можеме да го прифатиме и не го прифаќаме, бидејќи во минатото се покажало дека тој трошок може да биде и понизок. Со исклучените останува да не продолжува тоа да не плаќаат паушал, има околу 5000 луѓе кои што се жалеа дека се уште мораат плаќаат паушал. Значи сите потрошувачи кои што ги исполнуваат критериумите согласно правилата за снабдување, тоа се веќе негде околу 8.500-9.000 потрошувачи, не плаќаат никаков надоместок доколку живеат во станот и доколку се греат со електрична енергија, бидејќи на тој начин не предизвикуваат проблем кај луѓето кои што се греат со топлинска енергија, и сметам дека не е фер некој стан што е празен и му прави проблем во соседниот стан, треба да си го плаќа фиксниот надоместок. А сите тие кои што живеат во становите, кои што поднеле барање до БЕК, одобрено име да не плаќаат никаков надоместок, и доколку некој е незадоволен од БЕК, има можност да упати жалба до регулаторната комисија за енергетика, и некаде околу 90% од тие жалби што сме ги добиле во изминатиот период биле прифатени од наша страна, имајќи во предвид дека правилата за снабдување опфаќаат реални ситуации кои што се случуваат на терен. Неколку пати ги менуваме за да допрецизираме и за да излеземе во пресрет на одредени категории на граѓани кои што едноставно заради преселба во странство си има реални случувања, ги вметнуваме во правилата за снабдување. Исто така има и голем број на граѓани кои што велат: јас сакам само привремено да се исклучам и сум подготвен да си го плаќам фиксниот надоместок. Значи, сите опции им се дадени на располагање на граѓаните. Се донесе причинат закон за градење, каде што се обврзуваат градиште компании да се приклучат на мрежата? Или... За жал се уште не е донесен, тоа е наша иницијатива и верувам дека ние ќе обстоиме на оваа наша иницијатива и дека тоа е добро за граѓаните да се донесе едни такви измени на законот за енергетика. Ние минатата година први го споменавме намалувањето на ДДВ-то за електричната енергија и оваа идеја до крај ќе ја реализираме, која што се однесува на мапирање на градот Скопје и на другите општини, да се знае точно во која општина, во кој дел од општината со што ќе се загреваат граѓаните, имајќи во предвид дека во градот Скопје имаме потенцијал од околу 250 мегавати на нови потрошувачка кои што имаат потенцијал да се приклучат на оваа мрежа. 250 мегавати е половина од инсталираниот капацитет на топланите во Скопје, кое што е некаде околу 500 мегавати, значи има сериозен потенцијал за нови потрошувачи да се приклучат, кои што би придонеле за намалување на трошоците и на самите себе, но и на постоечките
потрошувачи на топлинска енергија. Кај е заглавен закон? Доставена е иницијативата во Министерство за транспорт и врски и покрај овој наш предлог има и други измени и верувам дека ќе го достават во соодветна собраниска процедура. СМ енергетика е когенеративна постројка, така? Во СМ енергетика има две постројки, една е од времето во енергетика, а другата е когел, но оваа когенеративна постројка пред се во најголем дел произведува топлинска енергија а многу помалку електрична енергија и работи во лоши режими на работа. И она што е битно, во ЕЛЕМ енергетика не го признаваме трошокот за природен газ, кое што се однесува на производство на топлинска енергија по 22 часот. Значи, ЕЛЕМ енергетика може да ја дава таа услуга, но ние како трошок не го признаваме. Од кога важат само новите цени? Од августовските сметки ќе бидат со новите цени. Значи, јудската сметка ќе дојде во август? Не. Августовската сметка што ќе дојде во септември ќе се примени од кога ги добиваме новите сметки за новата грејна сезона. Ви благодарам многу, колеги. Да, имавте можност да ја проследите пресконференцијата, за која што и ви најавив дека ќе се вклучиме во однос на сега веќе намалувањето, со оглед на тоа дека трите компании побара зголемување на цената, но Регулаторната комисија за енергетика донесе одлуки со кои се намалува во просек за 4% крајната цена на испорачаната топлинска енергија кај трите компании на територијата на град Скопје. Скоро 56.000 потрошувачи приклучени на Балкан Енерджи Груп се вели во соопштението на РКЕ, или 93% од вкупниот конзум систем ќе добиваат сметки пониски за 4,35%. Изборуваме за оние кои што се приклучени на БЕГ. Нешто над 3800 домаќинства кои се приклучени на СМ енергетика ќе добиваат незначително пониски сметки за 0,57%, додека пак потрошувачите кои се 501 на број и се приклучени на Скопје Север од 1 август ќе добиваат сметки пониски за 1,25%. Цитирам сега во изјавата која што ја даде и председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги Марко Бислимовски, се вели граѓаните приклучени на парно ќе добиваат пониски сметки. Денешните донесени одлуки се показател дека начинот на кој ја пресметуваме цената на топлинската енергија ги штити потрошувачите. Со одлуките праќаме сигнал што повеќе граѓани да се приклучат на мрежата за парно грејење кое е најекономично и еколошко. Во однос на работата на компаниите, сакам да укажам дека со оглед на фактот дека БЕГ го има доминантниот дел од конзумот, односно 93%, останатите снабдувачи Скопје Север и СМ енергетика да ги разгледаат можностите за системско надминување на предизвиците, преку заедничка соработка, се со цел да може да го зголемат бројот на потрошувачи и да се оптимизира производството на топлинска енергија, изјави Бислимовски.